Почитувани, македонската економија ја тресат два големи скандали. Првиот, пропагањето на Евростандард банка тежок 200 милиони евра, и вториот скандал е очајно лошите макроекономски показатели кои јасно покажуваат раст на државниот долг за 1 милиарда евра за само 6 месеци и рекорден буџетски дефицит од 520 милиони евра за првите 7 месеци. За 5 месеци останале без работа 36.000 граѓани. Со пропагањето на Евростандард банката остануваат без работа неколку стотина вработени во банката и Македонски пошти. Неодменлив е впечатокот дека власта активно помага при пропагање на Евростандард банка. Мотивите за тоа мора да се бараат во два показатели: луѓето од власта кои пред време ги извадиле парите од банката и во тоа кои се најголеми корисници на кредити без покритие, поради што и банката пропаѓа. Отворено е прашањето зошто не е дозволена продажбата на банката кога сопственикот изјавува дека имало заинтересиран инвеститор. Се говори дека постоело свесна намера и мотив во тоа да пропадне банката, штедачите да се изневерат и да отиде во стечај. Времето ќе покаже, но и обвинителството треба да истражи дали моќници од Струмица под политичка закрила на Заев и неговите луѓе свесно ја доведуваат Евростандард банка под стечај. Пропагањето на Евростандард е капка во морето, лоша цунами економија. Пропадна банка и нема одговорност за никого. Се покачи цената на струјата и повторно власта вели дека не е одговорна. Сега се случува вистински грабеж и во економијата, каде државата е задолжена за 1 милиарда евра повеќе и повторно власта не понесува одговорност. Имаме влада чија основна задача е корупцијата, немање на план и аматеризам во економијата. Ви благодарам.